Грција го негира македонскиот јазик, со закани врши притисок врз македонците од северниот дел на Грција да не го употребуваат, Атина го обвинува Скопје за територијални претензии. Овие грчки ставови за македонското прашање не се формирани со почетокот на македонско-грчкиот спор за името, туку влечат корени многу години наназад. Тоа го покажуваат документите од архивата на Југословенското министерство за надворешни работи, објавени од Центарот за македонски истражувања во Солун. Пред неколку дена, овој центар објави официјални документи запишани и заведени во архивата на Југословенското МНР во периодот од 1950 до 1967 година на повеќе од 300 страници. Во извештаите на југословенските амбасадори и други високи представници во Министерството за надворешни се пишува за југословенско-грчките односи по однос на македонското прашање во средината на минатиот век. Во еден од извештаите на југословенскиот амбасадор во Грција во 1960 година, тој реферира на властите во Белград за усната реакција од тогашниот висок функционер во грчкото МНР Кристос Ксантопулос, во кој Грција изнесува забелешки во однос на употребата на македонскиот јазик. Во документот пишува: Ксантопулос индиректно потврди дека еден дел од населението во северна Грција зборува јазик што наликува на македонскиот. Овие луѓе кои не зборуваат грчки се грчки државјани и припаѓаат на грчката заедница и сакаат да останат во грчката заедница. Ксантопулос ги обвинува властите во Скопје дека имаат територијални претензии кон Грција. Во Белград и во Скопје се употребува терминот Егејска Македонија, кој веднаш предизвикува негативни реакции во сите кругови во Грција. Во извештајот амбасадорот пишува за забелешките на Ксантопулос дека Југославија го зголемува интересот за македонското прашање поради зголемениот интерес на Бугарија по истото прашање, дека Грција води повеќе децениска политика на негирање на македонскиот јазик, покажува официјален документ испратен од југословенскиот амбасадор во Грција во 1958 година. Амбасадорот во службена белешка им реферира на југословенските власти дека Грција бара пограничниот договор за соработка на овие две држави во ниеден документ што ќе биде ратификуван, ниту да биде спомнат, ниту да има текст на македонски јазик. Во друг извештај подготвен од Државниот секретаријат за надворешни работи од 1959 година, пишува дека подпредседателот на тогашната грчка влада, Панајотис Канелопулос, при посетата на Југославија признава дека во пограничните села во Егејска Македонија од грчка страна се спроведуваат акции во кои се принудува локалното население да се заколне дека нема повеќе да го користи македонскиот јазик. Канелопулос според извештајот тврдел дека тие акции не ги организирала грчката влада. Во објавените документи се споменуваат и имотите на егејските македонци. За прв пат по ова прашање се дискутирала во 1953 година, при што југословенските власти направиле попис на граѓани кои барале да им се вратат имотите во северна Грција. 3 години подоцна Грција во официјален документ се изјаснила дека не го негира прашањето за имотите на егејските македонци и прифаќа да се пристапи кон решавање на имотното прашање на граѓаните во тогашна ФНРЈ во Грција.